ќе има одговорност ако бидат утврдени пропусти при третманот на 57-годишниот пациент кој почина на кардиохирургија ден по приемот, најави министерот за здравство. Таравари се уште не го прочитал извештајот од ДСЗ, но вели ќе има и стручен надзор кој ќе ги даде одговорите. Починатиот пациент имал разлистена аорта и била потребна нејзина реконструкција. Но на клиниката нема стенд графтови бидејќи не работи ангиографската сала која е затворена поради градежни активности. Интервенцијата не можеле да ја направат ниту на торакална, бидејќи и тие ги немале потребните материјали, а во приватна болница, како што тврди семејството, им побарале да платат приватно. Што ако денеска има пациент со ваква проблематика? Каде ќе биде опериран? Беше прашан министерот. Сите сме потенцијални пациенти, на сите може да ни се случува. За среќа во Македонија имаме 3 клиники во кои што се работат вакви операции, меѓу кои и државната и 2 приватни, така да дајте ми да го видам извештајот од ДСЗ и одговорност секако ќе има доколку имало пропуст или грешка. Државниот санитарен и здравствен инспекторат по вчерашниот надзор констатирале дека во делот на здравствената евиденција нема пропусти за починатиот пациент на кардиохирургија. Меѓутоа, во нивниот извештај е наведено дека ангиографската сала не работи, а нема ниту стенд графтови. Завчера реагира и од клиниката, откаде вела дека за 57-годишниот пациент постапиле согласно протоколите и дека неговата диагноза била една од најтешките болести на аортата. Потврдија дека не работи ангиографската сала, а според кардиохирургија не можела да биде утврдена и причината за смртта бидејќи не била дозволена обдукција. Стручниот надзор ќе констатира дали има лекарски пропуст, но останува неодговорено прашањето: што до 15 мај кога треба да проработи ангиографската сала на кардиохирургија? Сања Димитровска, Сител телевизија.